Ќе направиме конструкција на кров на куќа во GeoGebra, така што за дадените величини, растојанието од задниот до предниот дел на куќата, растојанието на врвот на кровот од предниот дел на куќата, висината на кровот и ширината на куќата да може да се менуваат во одреден интервал. За промена на должините на зададените величини внесуваме лискачи. Со промена на вредностите на лискачите ќе се менуваат координатите на точките, а со тоа и должините на страните на кровот. Избираме алатката лискач од лентата за алатки. Кликнуваме на алатката и на површината за цртање. Првиот лискач ќе биде број, кој што го именуваме со LC. Истиот ќе се однесува на растојанието од предниот до задниот дел на куќата, поточно основата на триаголникот на кровот. Интервалот на промена на должината ќе изнесува од 10 до 20 со чекор 1. Изберените величини се произволни. Кликнуваме на примени. Вториот лискач ќе биде исто така број, кој што го именуваме со LC'. Истиот ќе се однесува на растојанието на врвот на кровот од предниот дел на куќата. Интервалот на промена на должината ќе изнесува од 0 до 10 со чекор 1. Третиот лискач го именуваме со LH, ќе се однесува на висината на кровот. Интервалот на промена ќе биде од 1 до 15 со чекор 1. И лискач кој го именуваме со LD ќе се однесува на ширината на кровот. Интервалот на промена ќе биде од 15 до 60 чекор 1. Ја уредуваме конструкцијата. Да го нацртаме триаголникот на кровот. Со алатката нова точка од лентата со алатки означуваме точка во координатниот почеток. Тоа ќе биде и првото теме на триаголникот. Основата на триаголникот треба да лежи на X координатната оска и да има должина која што ќе се менува соодветно на промената на лискачот LC, кој што се однесува на основата на триаголникот, поточно растојанието од предниот до задниот дел на куќата. Во лентата внесуваме. Точката B ќе има X координата еднаква на моменталната вредност на лискачот LC и Y координата 0, бидејќи истата ќе лежи на X координатната оска. Притискаме на Enter. На површината за цртање го добиваме второто теме на триаголникот. Точката H, која што ќе лежи на основата на триаголникот, треба да има X координата еднаква на вредноста на лискачот LC', кој што се однесува на растојанието на врвот на кровот од предниот дел на куќата, и Y координата 0, затоа што ќе лежи на X координатната оска. Притискаме на Enter. На површината за цртање ја добиваме точката H. Третото теме на триаголникот, C, треба да има иста X координата како точката H, а Y координата која што ќе се менува со промена на вредноста на лискачот за висината на кровот, LH. Притискаме на Enter. На површината за цртање го добиваме третото теме на триаголникот. Со алатката многоаголник го цртаме триаголникот ABC. Кликнуваме на алатката и на точките A, B, C и повторно A. А со алатката одсечка меѓу две точки ја означуваме висината CH. Ја именуваме висината со H. Со алатката агол ги означуваме аглите на триаголникот. За означување на аголот алфа при темето А, кликнуваме на алатката и на точките B, A, C. Значи се движиме во насока на стрелките на часовникот. За означување на аголот бета при темето Б, кликнуваме на C, B, A, а за означување на аголот гама при темето С, кликнуваме на А, С, Б. Со двоен клик на било кој од аглите во алгебарскиот прозорец, избирање на опцијата карактеристики во јазичето основно, избираме да се прикажи само името на аголот. Постапката ја повторуваме за секој од аглите. Конструираниот триаголник го именуваме со ABC.
Со двоен клик на името на триаголникот во лакепарскиот прозорец, избирање на опцијата карактеристики во јазичето основно и лентата име, внесуваме А, Б, С. Со ова е завршена конструкцијата на триаголникот на кровот. Вториот триаголник А1, Б1, С1 треба да биде складен со веќе конструираниот триаголник А, Б, С. За означување на координатите на темето А1 во лентата внесуваме. X координатата на точката А1 треба да биде еднаква со X координатата на точката А, значи 0, а Y координатата на точката А1 треба да се менува со промена на вредноста на лискачот за ширината на кровот на куќата. LT. Притискаме на Enter. На површината за цртање го добиваме првото теме на триаголникот. Второто теме на триаголникот B1 треба да има X координата еднаква на X координатата на точката B, а Y координата еднаква на моменталната вредност на лискачот за ширината на кровот. LT. Притискаме на Enter. И третото теме на триаголникот C1 треба да има X координата еднаква на X координатата на темето C, а Y координата која што ќе биде еднаква на збирот на моменталните вредности на лискачите за висината и ширината на кровот на куќата. Притискаме на Enter. Ја уредуваме конструкцијата. Со латката отсечка меѓу две точки означуваме отсечки B, B1, C, C1 и A, A1 и ги именуваме со D, D1 и D2. Во лакепарскиот прозорец гледаме дека должината на секој од овие отсечки е 60, колку што изнесува моменталната вредност на лискачот за ширината на кровот на куќата. Со латката пресек на два објекти ја наоѓаме пресечната точка на отсечките C1 и D1. Кликнуваме на пресекот и добиената точка ја именуваме со H1. Ги цртаме отсечките C' и C секундум, така што збирот на отсечките C' и C секундум да биде еднаков на должината на основата на триаголникот C. Ја уредуваме конструкцијата. Со LT да го означиме периметарот на триаголникот на кровот, PT плоштината на триаголникот, а ВК волуменот на кровот. Во лентата внесуваме формула. Периметарот на триаголникот LT ќе биде збир од должините на страните на триаголникот А плюс Б плюс С. Плоштината на триаголникот PT е производ на основата С и висината Х поделено со 2, а волуменот на кровот е производ на плоштината на триаголникот PT и ширината на кровот на куќата D. Да ја тестираме конструкцијата. Со движење на лискачот LC се менува должината на основата на кровот, поточно растојанието од предниот до задниот дел на куќата. Со движење на лискачот LC' се менува должината на отсечката C', односно растојанието на врвот на кровот од предниот дел на куќата. Со движење на лискачот LH се менува висината на кровот, а со движење на лискачот LD ширината на кровот на куќата.